Ако покрај предностите и придобивките се погледнат и опачините кои доаѓаат со членството во Европската Унија, необичниот граѓанин ќе му стане јасно дека со зачленувањето во европското семејство нема да потече мед и млеко, туку некои појави и стандарди ќе добијат на негативност и уште посилно ќе удрат врз посиромашниот слој. Во Европска Бугарија, на пример, тамошните власти заплениле рекордно количество од над 13 милиони евра во фалсификувани банкноти, кои главно се пронајдени на дното на едно вештачко езеро, од каде ги извадиле нуркачи. Банкнотите биле во апоени од 500 евра. Пронајдени се откако еден од уапсените фалсификатори признал каде се наоѓаат лажните пари. Вториот пример кој сведочи за балканскиот стандард новите европски членови се пензиите. Претениците во парламентот кај нашиот источен сосед одлучиле дека минималната пензија според стаж и старост од 1 јули ќе изнесува 250 лева или околу 130 евра, или во наши пари тоа се 8.000 денари месечно. Прашањето е: како пензионерите, на кои најчесто најголемите трошоци им се поврзани со издатоци за лекарства, да преживеат или живеат со толку пари во европски услови и стандарди кои ги наметнува Унијата?